Пчеларите од Кочани се заинтересирани, но немаат финансиски можности за производство на пчелин отров. Станува збор за профитабилен бизнис, од кој добро може да се заработи, бидејќи е поскапи од злато, но процесот на производство е многу тежок. Бара трпение, упорност, инвестирање во опрема и минимум пчеларот да има 100 пчелни здрави семејства. Драган Колев, пчелар од Кочани, вели дека сака да проба да собира пчелин отров, но признава дека производството е напорно и тешко. Многу малце се добива од една пчела. Да речеме, при еден третман со тие се специјални апарати има, делуваат на принцип електрошок создава кај пчелата, има стакленце, слетува пчелата се поставува на влезото обично, на пчелното семејство, може и од озгора. Кога ќе слета пчелата, има импулсна струја, ќе ја пецне и таа ќе го остава својот отров на едно стакленце кој се наоѓа под решетката, под тој инструмент. И во еден третман може да се извади најмногу до 0,2 грама пчелен отров. Да речеме, следниот период кога повторно ќе се вади е минимум 5 дена. Така да една математика што има еден познат пчелар, речеме од Босна, кој е, да речеме, единствен сериозен, пчелар кој вади пчелен отров на овие простори кој продава за американскиот пазар. Најмногу што може да извади една пчела е до 5 грама годишно. Што значи, да речеме, за да извадиш ти некоја количина од 500 грама ти требаат 100 и тоа многу добри семејства и да работиш 3 месеца континуирано. Тоа е едната работа. Другата работа што е проблем кај пчелниот отров е дека минимум 150 грама требаат за анализа. Секој производител што сака да го купи, речем тоа се обично големи фармацевтски или козметички компании, тие бараат 150 грама за да може да извршат анализа. Вие ќе произведеш 500 грама, 150 ќе ти го земе тој џабе за анализа. Цената е одлична, баснословна е, цената се движи од најнечистиот, $30,000 за килограм, до преку $300,000 за килограм. Тоа е екстра чист, тој се вади во специјални услови со директно пречистување, директна лиофилизација на отровот со екстремна чистота и тој достигнува до $300 до $350,000 за килограм. Потребна е и едукација на пчеларите за производство на пчелин отров, но и пчеларите заеднички да се здружат и да работат на производство. За да работиш со поголема фирма, обично во Америка е, дори ќе цитирам овој, како се викаше Сулејман Јукуповиќ, дека Америка е гладна за пчелен отров и може да се излезува во тони. Само ако сакаме, да речеме, ние во Македонија да почнеме со тој начин, јас сум еден од заинтересираните, ќе мора да се здружиме. Да се здружиме повеќе пчелари, да направиме поголема количина и да тој дел што е 150 грама за проба да го поделиме. Тоа е начинот поред мене. Многу има, како да кажам, погрешни информации сега дека може, не знам, за 1 саат 1 грам, тоа вика да не се наде девата, ако е така лесно се ваде отровот, нема да биде толку скап. Апарати постојат. Има во Кина, јас истражував, има во амерички има апарати, цената и се движи од 100 евра, 200 евра, 300 евра за една кошница. Со тоа што некој има многу повеќе, да речеме, електроника, некој, да речеме, имат заштита при врнежливо време, заштита при преотовареност, имат процесори со различни сензори, некои се голи плочи, во зависност од квалитетот, цената е таа. Најефтино што може да се 100 евра. Пчелиниот отров се бара во козметичката индустрија и медицината. Наоѓа примена и за лекување на неколку болести, меѓу кои Паркинсоновата болест, мултиплекс склерозата, реумата, болести на коски и зглобови, а делува токсично и на канцерогените клетки. Од овој бизнис најмногу профитираат Русија и Кина, кои што се сметаат за лидери во производството на отров од пчели во светот. Еден производител има и во Босна, 2 во Србија и 1 во Хрватска.